Ти благодарам, драги, трет пат повторно во Македонија на утро од терен од Скопје, а во следните минути го најавуваме денешниот настан, односно 8 април е денот кога е посветен на ромите, меѓународен ден, така што во 10 часот токму во собранието ќе има настан со кој што ќе се одбележи и со кој што ќе споделат всушност агендата, она што ќе биде во нивниот фокус на работа. Меѓутоа за сите детали, а и за она што ќе се случува и после 8 април, разговарам со Денис Селмани, програмски менаџер на Институтот за истражување и анализа на политики Романалитико. Благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата и добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. Денеска стартувате од 10 часот со настанот кој што ќе се случи во собрание, така што има на агендата за денеска? Така, значи настанот кој што денеска го организираме во соработка со интерпарламентарната група за инклузија на ромската заедница, во соработка заедно со мисијата на ОПСЕ и Националниот демократски институт, и ние како Романалитико имаме за цел да реафирмираме заложбата која што сите чинители општествени работиме на инклузија преку панел дискусија и поздравни обраќања на самиот почеток од страна на председателот на собранието господинот Африн Гачи и председателот на владата господинот Христијан Мицкоски. Исто така своје обраќање на почетокот поздравничи имаат и представник од мисијата на ОПСЕ и Јаше Сефер кој што доаѓа од комитетот за односи меѓу заедниците во собранието. Кои теми ќе бидат опфатени на панел дискусија? Мислам дека ќе бидат генерално инклузија опфатено као тема, меѓутоа ќе се осврнеме на образованието, ќе се осврнеме на лицата на граѓанската регистрација, односно на лицата кои што се без документи. Ова е наследено од претходната интерпарламентарна група во собранието, кои што беа направени сериозни напори, меѓутоа се уште имаме некои нерешени случаеви на лица роми кои што се без државјанство, односно без идентитет. Колку е важно всушност меѓународниот ден на ромите да биде одбележан токму преку вакви настани, но и колку институциите помагаат при реализација на истите? Сметам дека е доста важно и мислам дека тоа што се организира овој настан во собранието се покажува навистина добра соработка помеѓу институциите и тоа покажува колку навистина институциите сакаат да соработуваат и да е унапредна состојбата на ромската заедница и на инклузијата генерално. Сметам дека самиот настан покрај тоа што ќе реафирмира одредени препораки кои што понатака ќе бидат следени од сите засегнати страни, мислам дека покажува и зошто е важен 8 април, не само 8 април како ден меѓународен, меѓутоа и покрај овој политички би рекол дел каде што се залагаме за инклузија и за имплементација на јавните политики кои што се однесуваат на ромската заедница. Исто така сакаме да покажеме дека ромскиот идентитет е дел од македонското општество. Ромите секогаш биле тука и секогаш придонесувале кон развојот на македонската држава. Што е вашето очекување и освен она што ќе се даде значење денеска, споменавте дека и постојано треба да се зборува за овие теми. Кое е вашето очекување, што е она што конкретно би сакале да се реши и да се промени во ден? Најпрво би започнал во делот на образование, особено на оние лица кои што се со одмината возраст. Ние сакаме да предложиме како граѓанска организација и веќе го застапуваме со неколку институции, сме имали и разговори, а тоа е образованието за возрастни да биде бесплатно. Со тоа сметаме дека на тој начин ќе намалиме невработеноста на ромската заедница, но исто така ќе придонесеме кон интеграција на ромската заедница во пазарот на труд, каде што државата се соочува со доста предизвици, со што мораме да увезуваме работници, односно компаниите мора да увезуваат работници од други држави. Зошто тоа да го правиме кога можеме тука кога го имаме работниот кадар, само треба да инвестираме малку во делот на образование, а понатака и во делот на компаниите заедно со граѓанските организации можеме да придонесеме кон нивно зголемување на нивните вештини за понатака да бидат вработени. Денис, каква е улогата и колку е значајна всушност улогата на младите во процесот на подобрување на положбата на ромската заедница во Македонија? Сметам дека колку се битни младите? Така, мислам дека е доста важно од аспект на тоа што они се иднината на ромската заедница и на државата, би рекол, генерално.
затоа е потребно да се инвестира во младите, особено во делот на образование, а понатака и во делот на вработување. Веќе би рекол дека добар дел од младите се вклучени во образовниот процес со завршување на основно, средно, па и веќе голем број на лица кои што завршуваат факултет, високо образование, дури се и магистри и докторанти. Меѓутоа се уште процесот за вработување малку потежок кога се работи за представници на ромската заедница. Ти низ постојано работите, активно работите, имате проекти со кои што ги остварувате вашите цели, така што би ве прашала, освен денешната агенда која што е целосно исполнета, што е она што во иднина ќе го работите или во моментов сте го работеле па ги добивате веќе резултатите? Така, би сакал да споменам за проект кој што е поддржан од шведската амбасада, кој што е Ромалитико кој имплементира со поддршка на V-Effect, меѓународна организација шведска која што е представена тука. Последно што реализиравме е обука за 72 лица за приватно обезбедување. И веќе може да кажам дека плодовите од таа обука можеме да ги видиме, затоа што веќе имаме репортирани 14 вработувања на лица кои што биле вклучени во таа обука, веќе се вработени во агенциите за приватно обезбедување. Продолжуваме понатака да имаме состаноци, да подпишуваме меморандуми за соработка со приватни агенции во делот на тоа. Меѓутоа, она што ќе продолжиме да работиме и понатака е исто така интеграција на ромите, на невработените роми на пазарот на труд, преку разни обуки, преку доквалификација, завршување на основно образование. Тоа се некои активности кои што можам да ги кажам ги работиме во моментот. Со друг проект работиме исто така на намалување на дискриминацијата, односно на се поприсутниот антициганизам, кој што можеме да го видиме, тоа е расизмот кон ромската заедница, кој што ни се случува, особено преку говор на омраза на социјалните мрежи, доста зачестено во последно време, така да работиме на повеќе теми, би рекол. Благодарам многу за издвоеното време, посакувам успешна работа денеска, но и секако се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и да раскажеме што е она што успешно сте го завршили. Така, ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Колеги, со ова го заокружуваме и денешното вклучување во живо од Скопје. Трето, со кое што споменавме и споделивме дека денеска токму во 10 часот, 8 април, се одбележува меѓународниот ден на ромите, а во собранието ќе се одржи настан, панел, дискусии, ќе бидат поставени клучни теми кои што се важни за ромската заедница.